достоинствено, свечено, без непотребни патетики, без патос е одбележан овој денешен празник. Оно што провејуваше како нитка, како онаа тајна врска која што недвосмислено беше кажано, тој континуитет меѓу двата Илиндани, меѓу оној во Крушево и оној во Прохор Пчински, значи јасно. И тој континуитет некако како да беше подтекстот и на обраќањата и на премиерот и на председателката на државата. Можев да забележам, знаете, тие говори не беа лефтерни. Моје чувство е дека имаше некоја внатрешна тежина во нив, најверојатно како резултат на искушенијата и предизвиците кои се пред нас, откако државата беше страотно понижена во 2018 година. И со право се чувствува таа тежина, затоа што очигледно сватија сите дека таа штета која што е направена 2018 година многу тешко ќе се исправа, но дека ништо нема невозможно и дека прашање на огромна волја, огромна сплотеност е таа грешка, тоа предавство да биде анулирано. Убаво е што таа свесност во обраќањата и на премиерот и на председателката, таа некоја порака што ја испратија под прагот или зад скриена порака или подтекст на некој начин, актерски кажано, кажува една работа дека нема да им биде лесно со нас во годините што следат, на нашите непријатели, на сите оние кои што учествуваа во предавството на македонскиот народ, на македонската држава и на она што следеше после него. Сите нивни обиди да не принудат да клекнеме, да не принудат да прифатиме се што ќе ни понудат. Нормално употребувајќи го стариот добар метод морков и стап. Морков или стап. Во годините што следат, истите тие непријатели ќе сватат дека, у тоа сум сигурен 100% дека со стап нема да успеат ништо да постигнат. И најпаметната работа што би требало да ја направат е конечно да ги отворат очите, да ги исчистат ушите и да не се слушаат, да слушнат што имаме да кажеме. Ке има многу пречки, сите сте свесни за таа работа. Ова го зборам во еден поширок контекст. Значи, тука ги иземам сите оние внатрешни секојдневни политикански игри, нати го, дај ми го овона. Ова треба да остане главниот правец каде треба да се движиме за да ги исправиме грешките што беа направени, предавствата што беа направени, и на сметка на таа посветеност да сватиме конечно дека мораме и можеме сами да ги средиме оние работи кои што се случуваат внатре во државата. Сите тие аномалии, сите тие недостатоци, сите тие фабрички грешки кои што провејуваат, така да кажем, од самостојувањето на Македонија до денес, значи од 91 збора, кои што се одамна детектирани, само треба да се почне конечно попосветено, поупорно да се работи на нив, една по една тие да се отстранат.
Ќе биде тешко затоа што оние кои што нема да сакаат да не видат исправени на нозе и средени, ќе се обидуваат синхроно да делуваат исто во двата правци на надворешен и внатрешен план, како да не спречат во намерата, како да не задржат во позицијата, во ситуацијата во која што се наоѓавме до сега 30 и кусур години наназад. Затоа е многу важно сите да имаме, што се вика онака, и малце трпение, но не трпение во смисла да чекаме и да молчиме, туку и сами на некој начин постојано да бараме од власта која што сме ја избрале на најдемократски начин, да бараме тамо каде што може да убрза со поправките на системот, со отстранување на оние грешки кои што од кои што на некој начин се изникна на личниот опис на Македонија оние херпеси што ги носиме, што се појавија од осамостојувањето до ден денес. Ако сакате од начинот како се приватизираше државата, подоцна и војната 2001 по Македонија, нешто подоцна 2004 територијалната општинска поделба, 2018 промената на името, договорот со Бугарија. Херпеси, намерно го употребувам тој збор метафорички, зашто сакам сликовито да опишам ситуацијата и некако да створам некоја идеја кај владеачката гарнитура како треба да се постапува со херпеси за да ги отстраниш трајно од лицето на својата држава. Ке има Македонија уште многу илиндени. Ово е некако, барем така го доживувам, илинденот кој што почнува на некој начин, бар јас така сметам, таа борба да се врати изгубеното, да се анулира предавството, да се врати достоинството. Не само во национална идентитетска смисла, туку достоинството и на сите граѓани во Македонија, вклучувајќи во тоа и квалитетот на животот, стандардот, самите односи во општеството, интеракции, институции, значи се она што подразбира нормален живот во една стабилна држава, се она што подразбира стабилна држава. Па ајде да видиме. Јас се надевам дека веќе до следниот илинден ќе бидеме во многу нешта во подобра позиција отколку што сме биле до овој илинден. Имаме ни уште многу што да направиме, многу што да кажеме. И секако да не заборавиме дека сонот на империите кои што се урушиле во себе и станале мали, сонот е пак да станат големи еден ден. Може би ние сигурно нема да го дочекаме тој ден, ама јас сум сигурен, гледајќи ја каква е логиката на природата, на космосот, ќе биде и тоа. Задачата на нашава генерација и на онаа по нас ќе биде само да создадат услови за еден ден кога ќе дојде таа
избраната, да кажам, генерација, да може да има подлога повторно од Македонија да направи голема држава, моќна држава, империја, зошто не?